Касапо што продааше месо нетргано и да биде токмо. Чита Александар Станојков. Имало еден касап во еден град што продал месо без да го трга на кантар. Ако му посакал некој ока, полока, 300 драм месо, со едно мавнување ќе му пресечел и без да го клај на кантар ќе му го дајал на муштеријата. Секој човек што ќе купил месо од тој касап се чудил на негојиот тавмин и секој одел на друго место да го претрга и кога ќе видел оти токму му излегувало месото, на големо чудо станувал. Се прочул по сио град и набрго го зборувале луѓето и го валеле. Едни велеле: стар мајстор е тој касап, бре братко, да за тоа може да сечи месо потавмен. Друзи велеле: голема ревет има тој касап и голема дарба има што може да сечи потавмен месо. Едни така велеле, други инаку, Асли ќејам, сите го валеле и секој одел при него да купи месо само и само да види и да се увери во тавманџелоко негов. Од збор на збор му појде зборо на царов уши. Кога разбрал царот тоа нешто, се направил тепдил и отишол при истиот касап да купи месо и да се увери дали на вистина продал месо нетргано. Ја сечи ми ока и 300 драм месо, бре касапбаши, му рекол царот. Му пресекол касапо и без да го трга му го дава. Оти нетргано ми го даваш месото, бре касапбаши, му рекол царот. Јас така продавам, пријателе, му рекол. Нетргано месо. А ако не веруваш, оди на друго место, тргај го, а ако излези 1 драм кусо, ќе си платам джезата. Го зел месото царо и го однесол при некој друг касап, да го тргал и се уверил оти било токмо ока и 300. Отишол втори пат и трети пат да земи месо и се токму му сечал. Туку седи царо и се чуди на тавминџијата касап. Треба да е многу слободен овој касап што може да сечи месо кој колку ќе му посака. Ја чекај да го викнам, да го испрашам кој е и од каде е. Така велики царов сам со себе, пратил еден алчија и го повикал при себе. Од кога го испрашал кој е и од каде е, натерал измеќарите да го слечат и да го побараат што носи на себе, дали некоја амајлија, дали нешто друго што му помага да сечи месо потавмен. Кога го слекоа угол гол, му најдоа еден ќемар препашан преку полоина на голо со 500 алтани. Му го запрел царо и го испуштил да си оди, велејќи му: ај си на дуќан касапбаши и по 1 месец од денеска ќе дојдиш и тога и ќе ти го дадам ќемеро. Слушајќи тие зборови касапо, си навел главата и шепотејќи си отишол на дуќан, да седна да се мисли, да се дума дали ќе му го дај царо ќемеро, али не ќе му го даа. Кога и пребројал алтаните што биле во ќемеро, 500 биле. Ете затоа сти бил тавминџа овој касап, си рекол сам со себе, дека имал 500 алтани во ќемеро. Чекај сега да појдам, да земам месо и да видам дали пак ќе ми дај токму месо нетргано. Така велејќи се сторил тепдил и отишол при касапо да земи месо. Дури постојал царо при касапо, дури да му дај месо на друзи муштери, мнозина беа дошле да му се плачат, оти ексик месото му го дал. Зел месо и царо пак нетргано и отишол при некој друг касап да го претрга. Која гледа, 100 драм поеќе му дал. Ете од кај му бил маривето на касапо, си рекол сам со себе. Од 500 алтани што и носел во ќемеро опашан на гола полојна. Ја чекај да му го давам да си го опаши и да видам дали ќе може потавмен да сечи месо. Се отишол царо дома и пратил да го викнат касапо да му дај ќемеро. Си го опашал ќемеро касапо и си отишол на дуќан и почнал пак да сечи потавмен месо, кој колку што сакал. Одејќи царо да земи месо, зел колку што сакал и кога го претргал, токму беше му дал. Втори пат зел, трети пат зел и се токму беше му дал. Тога и царо беше рекол: парите се сила и ум,
парите го учат човека да е тавминџија и есапчија. Друга приказна спроти ова, си седеле неколци на симиџи под некоја сенка до еден јаз, од која беа испродале симидите и станале да го рипаат јазо. Мнозина се обидоа да го рипнат, ама не можеле да го рипнат као што треба. Едно момче само го рипнувало јазо од едната страна на другата и од другата на другата. Таму близо имало еден сарај и на сарајот седел паша на пенџере и гледал као рипаат симиџиите. Каква работа ќе биде со овие симиџи, си рекол сам со себе, што не можат сите да го рипнат јазо, а само едното да може да го рипне. Ја чекај да го викнам и да го видам од кај му е онаа сила и онаа веселост. Пратил ушако да го вика и ѓоа да му однесе симиди. Одејќи симиџијата и заповедал царо да го слечат и да види што има. Која го виде со еден ќемер опашан со 50 лири. Еве му ја силата кај му била на ови симиџија во 50 лири. Ај сега да го рипате јазо бре симиџи као што го рипавте преđе, да после ќе ти го дам ќемеро. Отишол симиџијата кај јазо и почнале да го рипаат јазо. Као што го рипале понапред симиџиите, така и тогај не можеле да го рипат, исто и тоа што имаше ќемеро, не можеше да го рипне јазо. Момче, му викнал пашата, ја рипни јазо као што го рипаше преđе, ја нема да ти го дам ќемеро. Која и чул тие збори и симиџијата, уште поназад останал во рипањето. На тоа згора го викнал пашата и му го дал ќемеро. Која го опашал, одење кај јазо и го рипнал не еднаш, ами 3 пати. Ала, рекол пашата, колка сила има човек кога да има пари.